Екс-министерот Милјана Киевски утрово само на помалку од половина час беше донесен со затворска полиција до Скопскиот кривичен суд. Иако рочиштето за траекторија се одложи, сепак судијата испратил наредба до шутка за Јана Киевски да биде спроведен од притворот. По 12 дена штрек со глад, тој синоќа заврши во болница, бидејќи имал силни болки во бубрезите, но лекарите одлучиле дека може да се лекува во притворското одделение во затворот Скопје. Лошата здравствена состојба на Јана Киевски ја потврди и неговиот адвокат Еленко Миланов, велејќи дека тој ја одбива храната во затворот, што според него е најверојатно причината поради која синоќа завршил во болница. Јана Киевски е однесен во клиника поради влошување на здравствена состојба во врска со неговите бубрези. Било направено интервенција, инфузија, дадени веројатно лекарства и после тоа е вратен во затворот повторно. Се уште штрајкува со глад, одбива приемна храна, така што веројатно и ова што синоќа се случи, најверојатно е последица на таа состојба со одбивањето на храна. Миланов изјави дека причините поради кои неговиот клиент се решил на штрајк со глад е револтот поради определувањето на мерката притвор. Штрајкот, колку што знам од самиот старт, е револт на однесувањето и определувањето на мерка притвор, иако тој е тука 2 години малтене постојано во судница, 3 пати во притвор, актуелно во куќен притвор, и секогаш е достапен и нема ниту една забелешка од ниту еден орган кој го спроведуваше досега куќниот притвор во било која постапка кај што тој се наоѓаше во куќен притвор, дека има и најмало непочитување од негова страна. Која е потребата и сврхата тогаш од ваква мерка? Јана Киевски 13-ти ден продолжува да штрајкува со глад поради апсурдните одлуки на судот за неговиот притвор. Пред околу 2 недели во ист ден судот донесе 2 различни одлуки. Првата е Јана Киевски да биде во куќен притвор, а неколку часа подоцна тој да биде притворен во шутка.